Одделот за суспивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против 9 лица на возраст од 51 до 67 години од Скопје, Кочани, Струга и Пробишти. Осомничените се во својство на овластени подписници на нерезидентни сметки во Комерцијална банка, како и собственици, основачи, директори или управители на фирми во Кипар, Бугарија, Велика Британија и Македонија. Меѓу нив е и началникот поранешен на секторот за логистика при Министерството за одбрана. Преку заедничко делување членовите на криминалната група се товарат дека го оштетиле Министерството за одбрана за вкупен износ од 2.768.000 американски долари, односно околу 135 милиони денари, преку незаконско работење поврзано со сервисирањето на хеликоптерите на армијата на Република Македонија во Украина. Со своето делување, приведените се осомничени дека во периодот меѓу 2004 и 2009 година причиниле штета од поголеми размери и ги сториле кривичните дела злосторничко здружување, злоупотреба на службената положба и овластувањата, перење пари и други приноси од казниво дело и фалсификување и уништување на деловни книги. Според досега документираните сознанија, кривичните дела се извршени преку правните лица, односно фирмите Дрвомак од Благоевград, Бугарија, KL Techno Services Ltd од Ливерпул, Велика Британија, PTP Delicates Trading Ltd од Кипар, Студио ДО Кочани, Deltatex Co ДО Кочани, специјална опрема Скопје ДО Скопје и Сувенир АД во стечај Самоков, македонски брод. По преземените мерки во рамки на операцијата Арсенал дојдено е до сознание дека првопријавените практично неколку лица кои се во меѓусебна роднинска врска со цел да се стекнат со противправна имотна корист од поголеми размери, формирале криминална група преку која во период од 5 години незаконски присвоиле парични средства со прикажување на нереално зголемена вредност на услуги за сервисирањето на 6 хеликоптери на Министерството за одбрана на Република Македонија.